Вода. Извор на животот од кој потекнува сиот жив свет од пред билиони години. Таа е кротка и ја зафаќа формата на садот, односно коритото во кое е сместена. Но таа е и дива и мокна, па при пат од висина создава толку сила што човекот ја присвоил во своја полза, да создаде енергија. И токму поради незината кроткост, реката дозволува да е извиткано незиното корито и пренаменет незиниот тек. Преку цевки таа влегува во централите и создава енергија за да го напои локалното место. Со тоа водата е вовлечена во исконската игра на човекот со природните ресурси, каде секогаш нешто се вложува за друго да се добие. Приказната за водата како енергетски извор ја почнуваме од многу невообичаено место. Од билјард масата. Билјард. Игра во која секогаш се пресметуваат последиците од секој потек. Тоа е многу слична како играта на човекот со природата. Игра помеѓу природните ресурси и човековите потреби. И секогаш кога човекот ќе помисли дека ја добил партијата, природата му враќа двојно. Како што поминувало времето, човекот сфатил дека природните ресурси се ограничени, а со самото тоа ограничен е и неговиот развој. Модерната употреба на природните ресурси почнува со една многу невообичаена приказна. А тоа се билјард топките. Овие топки историски биле правени од слонова коска. Но како што почнале слоновите да изумираат, така се јавува потребата за барање на нови материјали. Првиот развој на модерната пластика настанува токму поради билјард топките. Всушност, пластиката имала за цел да ја замени употребата на природните материјали. Иста да се покажала како многу атрактивно решение во однос на прашањето со дрвосечата. Зошто? Затоа што таа е многу ефтина, ефикасна и многу тешко се разградува. Но сето ова подоцна станува незина најтемна страна. И се во ова делува како слична причина на популаризацијата на енергијата од малите хидроцентрали во однос на енергијата од јаглен. Но дали оваа нова надеж ќе заврши исто како и пластиката? Прогресот е човекова желба и стремеж од самото негово настанување. Тој сака да види повеќе, да разбере подобро и да се движи побрзо. Но честопати во овој процес тој правел грешки, не успевајќи целосно да ги предвиди последиците од своите активности. Во обид да изградиме живеалишта, ги исековме шумите. Во обид да ги зачуваме шумите, ги претрупавме реките со пластика. За да се стоплиме, го загадивме воздухот, а за да го спасиме воздухот, се свртевме кон енергијата од водата. Денес, во третата декада од 21. век, човекот е исправен пред нова дилема. Како до нови извори на енергија кои се обновливи и не ја загадуваат средината. На Балканот најголем дел од енергијата доаѓа од термоцентралите, кои се исто така и најголемите загадувачи на воздухот. Тие ја претвараат енергијата на фосилните горива, јагленот, нафтата и гасот во електрична енергија. Во Македонија, 60% од енергијата доаѓа од термоцентралите. Но не само што ресурсите јаглен во државата се преполовени, туку и нивото на испуштени стакленични гасови и сулфур диоксид во атмосферата се сериозна закана за здравието на населението. Во обид да го сочуваме воздухот, што ќе вложиме и што ќе изгубиме.
Како општеството расте и се развива со новите технологии, потребата за енергија значително расте. Наоѓањето на нов вид на енергија треба да биде наш нов приоритет. Транзицијата кон обновливи извори на енергија е неопходна за нас. А во Македонија, енергијата од сонце, ветер и вода е најпристапна. А на нив се додава и онаа од биомаса и биогаз. Новата стратегија за декарбонизација на државата предвидува постепено преминување кон овие извори до 2040 година. Според стратегијата, доколку се произведува енергија комбинирајќи централи од сите расположливи обновливи извори, со многу труд и политичка волја, Македонија за 20 години може целосно да го повлече јагленот како енергенс. Во наредните 5 години предвидено е засилено финансирање на изградбата на фотоволтаици, мали хидроцентрали и ветерници. Македонија изобилува со големо количество на вода која може да биде искористена во формирање на енергетската мрежа. Но дали користењето на моќта на високопланинските потоци и реки може да биде корисно за сите нас? Одговорот ќе го добиеме во блиска иднина. Реките кои жуборат низ планините, освен што нудат чиста и питка вода за локалното население, представуваат и центар на шумскиот биодиверзитет. Тие се дом на специфични водни животни и растенија, а влагата што ја создаваат ја разлистува шумата и крајречната вегетација. Стратегијата за развој на енергетиката во Македонија предвидува користење на нивниот водотек за производство на електрична енергија. Од 2007 до 2019 година се изградени 101 мала хидроцентрала на различни локации низ земјата. Во план е изградба на уште 300, со цел да се достигнат саканите 10% влог во севкупната енергија произведена во државата. Но изградбата на мали хидроцентрали во овие предели подразбира пренасочување на дел од водата во реките низ цевки, кои ја водат до трансформаторните објекти. Таму водата удира во перките од турбината при што се создава кинетичка енергија. Од неа потоа се создава електрична енергија, која преку далноводи е пренесена до домакинствата. Малите хидроелектрани се без брана и се оддалечени неколку километри од местото на зафаќање на водата. Тие може да произведат до 10 мегавати енергија, што е 5 пати помалку од големите хидроцентрали. Но нината главна карактеристика е дека се изведуваат со едноставни градежни објекти и користат типизирана опрема. Опрема која се произведува во големи серии и инвеститорите можат да си одберат во каталог. Малите хидроцентрали создаваат електрична енергија од планинските потоци и реки. Мали се по габарит, ефтини за градба и многу брзо се поставуваат. Исто како пластиката. И се во ова звучи како многу рационално решение, зар не? Но, малите хидроцентрали не само што го менуваат коритото на реката, туку ја менуваат и целата околина, затоа што се градат пристапни патишта до нив и времени објекти. На рамна река близу Пехчево изградени се 3 мали хидроцентрали една по друга. Иако нивото на реката е многу повисоко за време на пролетните месеци, овие централи работат постојано. Колку енергија тие навистина создаваат и дали се корисни за локалното население? Во текот на 2019 година, малите хидроцентрали произвеле 263 гигават часови електрична енергија, што е 4,65% од вкупното производство за цела година. Сепак, истата оваа година, забележан е и пат на енергијата создадена од малите хидроцентрали. Затоплувањето на планетата прави се повеќе реките да се сушат и да го намалуваат својот водотек. Поради тоа, моќноста на малите хидроцентрали не е загарантирана, ниту постојана. Малите хидроцентрали не се конвенционални извори на електрична енергија. Значи, тие не може да ја гарантираат својата моќност. Тоа се на ист ранг како ветерните централи, како фотоволтаиците. Меѓутоа, големите хидроцентрали имаат една додадена вредност.
Значи, тие покрај големата количина на електрична енергија, што е многу значајно во електроенергетскиот систем, ја гарантираат и моќноста. Постои еден така наречен индекс на стратешко планирање, кој што го проставува односот помеѓу заштедата на примерните обновливи извори на енергија, поделено со потрошените извори на енергија. Малите хидроцентрали тие користат на прв поглед водни ресурси кои што се обновливи, не ги одземаме од идните генерации, меѓутоа за нивно производство се користат многу голем обем на примерни извори на енергија. Така да, оние посебно што се со ниски енергетски перформанси, тие треба 15 години да работат и да се доближат негде до тој индекс да биде еднаков на 1. И колку да се продуктивни, тој индекс станува негде 1,2, 1,5. Ништо подобро не се ни фотоволтаиците, ниту пак ветерниците, и тие допираат негде до 1, нешто. Сепак се подобри од термоцентрали. И ако тука ги споредиме големите хидроцентрали, тие се според тој индекс со број 5. Кај нас негде околу 1/4 од технички искористливиот потенцијал за градба на големи хидроцентрали е само искористен, тоа значи скоро 3/4 не е искористен. Не е искористен за оние кои што се најрентабилни централи. И се поставува прашањето дали воопшто кај нас треба да се градат мали хидроцентрали. Мојот одговор тука би бил дека пак пресудно влијание треба да има економскиот фактор. Значи на секој профил каде што се предвидува централа, мала или голема, треба да се направи издржана економска анализа и ако со тоа се потврди дека нето добивките, актуализирани во сегашна вредност, се позитивни, значи се поголеми добивките од рушоците, тогаш одлуката треба да биде да се гради и мала хидроцентрала. Мерењето на добивката во однос на влогот е нашата моментална позиција. Можеме да одлучиме дали да појдеме по патот кој нуди брза заработувачка и зголемено производство. И дали по оној, кој може би е потежок од економски аспект и за кој ќе треба повеќе време за реализација, но со својата самоодржливост нема да ги остави идните поколенија со сериозно нарушена животна средина. Кога ќе се изгради хидроцентрала на мала река или поток, водата пред електраната е екосистем, а по неа повеќе подсетува на канал. Со самото тоа што се вознемирува речното корито, се нарушува и крајречната вегетација, која според европските директиви е една од критично важните живеалишта, особено поради тоа што се прави транзиција помеѓу речните и сувоземните екосистеми. Истовремено, водата се пушта и загрева низводно по турбините и после зголемената температура, во испуштената вода се оневозможува развој на речните видови. Brojnost populacije potočne pastrmke uzvodno i nizvodno ne može se uporediti ni po biomasi, ni po broju jedinki po hektaru. Dakle, remeti se živi svet, remeti se prihranjivanje izdani, intenzivira se erozija. Sam proces gradnje malih hidroelektrana podrazumeva prosecanje zemljanih puteva na velikim nagibima. To dodatno izaziva jako veliku eroziju zemljišta, uništi se površinski sloj, zatim se poseku velike površine pod šumskom vegetacijom, a prilikom izgradnje cevovoda derivacionih, koji su dužine po nekoliko kilometara, i tu dodatno mora da se poseče velika količina drveta da bi se oslobodio prostor. Локација каде да се гради мала хидроцентрала е одлука, која, доколку е правилно донесена, може да спаси голем број животински видови. Начинот на кој се поставуваат малите хидроцентрали и нивните придружни инсталации мора да одговараат со природната поставеност на теренот, се со цел да спасат речни животни. Но на терен, ситуацијата воопшто не е соодветна со прописите. Неретко се случува и да се намали биолошкиот минимум, така да после оваа мала хидроелектрана надолу едноставно реката повремено ја нема. Тоа секако се случува во неповолни хидролошки услови, меѓутоа тоа не сме да се случува воопшто. Сега од вкупно 90 изградени мали хидроелектрани, најмалку 1/3 се лоцирани во заштитени подрачја. И тоа само по себе укажува на фактот дека ние при издавањето на дозволи за концесија, но исто така и дозволи за користење на вода, не сме воделе сметка за
Бенската конвенција, која што Бенска конвенција упатува на тоа дека во заштитените подрачја, кои што се заштитени заради природните вредности, не sme да се гради нова инфраструктура, особено во националните паркови. Сепак во тек е изградба на нова мала хидроцентрала на локацијата Лешница на Шрпланина. Планина која очекуваме наскоро да биде прогласена за национален парк. На оваа планина планирани се и уште неколку хидроелектрани кои би создавале енергија, но истовремено и би ја намалили и заматиле водата за пиење и наводнување, што би нанело штета на локалното земјоделие. За овие планински села да се развијат, потребна е енергија од обновливи извори. Но сакајќи да го заштитиме воздухот и да престанеме со користење на термоелектраните, што се друго ќе уништиме? Сепак користењето електрична енергија од хидроцентралите е несомнено подобро решение од фосилните горива. Во оваа игра на природни ресурси која човекот ја води со природата, секогаш нешто мора да се жртвува. Но дали оправданоста на големите хидроцентрали е иста како онаа за малите? И дали влогот што го даваме сите ќе ни се врати со добивка?